Канадските воздухопловни сили патролираат во водите во близина на брегот на Кина каде се избегнуваат санкциите. Ова е местото каде што бродовите префрваат нафта за Северна Кореја пркосејќи им на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Овој канадски екипаж е дел од пошироките напори за спроведување санкции од страна на САД и 10 нивни сојузници. Мајорот Даг Публиковер е командант на канадскиот екипаж. Нашиот удел е да придонесеме за спречување на некои од нелегалните трансфери од брод на брод кои носат нафта во Северна Кореја. Кога ќе се забележи сомнителен брод, екипажот лета ниско, собирајќи докази што може да доведат до отстранување или запленување на бродовите. Тоа е вид на тивка операција што се случува со години. Поголемиот дел од времето, летовите како овој се случуваат без да привлечат големи наслови по медиумите. Сепак, една земја дефинитивно ги следи настаните и тоа е Кина. Набргу по започнувањето на мисијата се појавуваат кинески борбени авиони. Може би ова се меѓународни води, но е во близина на Кина. За овој простор, американските официјални лица велат дека не е соодветно надгледуван, што и овозможува на Северна Кореја да ги заобиколи енергетските ограничувања од Обединетите нации секоја година. Кина инсистира дека ги спроведува санкциите, но исто така вели дека тие треба да се укинат. Русија се зближи со Северна Кореја, обновувајќи го меѓусебниот одбранен договор и стави вето на обновувањето на панелот на Обединетите нации што го надгледуваше спроведувањето на санкциите врз Пјонгјанг. САД и нивните сојузници најавија ново тело што ќе го замени панелот, но тој нема да има поддршка од Обединетите нации што покренува прашања за неговата ефикасност. Нема шанси САД и нивните сојузници сами да ги спроведат санкциите на Обединетите нации, се додека Кина и Русија не се подготвени да поддржат таков процес, но сепак тоа може да биде многу корисен механизам. Тоа се однесува на овие летови кои собираат информации што владите потоа може да ги искористат за да наметнат повеќе санкции. Тоа е континуиран круг. Тие ни даваат информации, ние им праќаме извештај и се комплетира сликата. Целта е спроведување на санкциите. Колку добро може да функционира без поддршка од Кина и Русија е друго прашање. Но засега САД и нивните сојузници се обидуваат сами да ги спроведуваат санкциите од Обединетите нации.